Куманово е град и лулка на многу врвни и истакнати спортисти. Речиси во сите спортски дисциплини. Токму поради тоа, денес сме собрани тука, за да одадеме почис и чест на една спортска легенда, при тоа слушајќи, проследувајќи говори и документарен филм са нашата ракометна звезда Јасмина Голубовиќ или наша Јасе. Добро вечер и добре дојдовте на промоцијата на документарниот филм за нашата спортска ракометна звезда. Добро вечер до присутните гости, градоначалникот на општина Куманово, магистар Максим Димитриевски, Милица, Даниел, Никола Ѓоѓуриќ, некогашните и сегашни легенди на ракометот, останати пријатели и поддржувачи на незиниот лик и дело. Не за џабе е одбран овој датум, 6.9, кога за прв пат е пуштен спортскиот храм Соколана во употреба пред точно 99 години. Наредната година се надеваме дека ќе го прославиме 100 годишниот јубилеј и со уште поголема бројка на присутни од денешната, од тој еден век од прекрасната и наша спортска убавица Соколана. Која е нашата Јасе за која што сме соберени тука? Родена е 1947 година во Куманово, а има настапувано за македонската и југословенската репрезентација. Кон крајот на 50-тите и 60-тите години од минатиот век, доаѓа во храмот Соколана, каде ракометната топка, за жал до крај на незиниот краток живот, ќе ја донесе огромна слава и популарност. Незиниот голем талент е забележан пред се од стариот ракометен лисец Славко Симоновиќ Учо, кој во неа препознал огромен и талентиран играч на бековската позиција. Почината е пред 33 години, за жал многу млада и прекрасна жена. Голем спортист, посветена мајка. Го задолжи Куманово да направи и да создаде уште поголеми, врвни, спортски играчи, кои ќе го остават своето срце и енергија на теренот. Таа беше и остана водечки организатор, мотиватор, иницијатор за организација на целата игра. По завршувањето на незината кариера се омажи во Бар, Црна Гора. Поради тоа, ова што ќе го проследиме подоцна, ќе забележите делови од Бор, Црна Гора, од каде што е и незиното семејство, додека најголем дел од документарниот филм е снимен во Куманово и во некои рурални средини кои што се поврзани со незиниот професионален и кариерен развој. Незиниот сопруг, исто така Никола, ќе даде и длабоко емотивно излагање за незината посветеност како во семејството, така и за незината кариера. Голубовиќ настапуваше во најдобрата генерација во историјата на женскиот ракомет, предводена од тренерот Симоновиќ, меѓу кои Божиновска, Мира Гума, Благица Петковска, Сонја Младеновска, Наташа Алексовска, Верка Богоевска и цела плејада на врвни ракометни спортистки. Таа Јасе, за која што сме соберени вечерва, влегуваше во секој надпревар со огромна желба да се победи, да се триумфира и не постоеше никаков страв кон противничките ракометарки. Беше во најголем подем во својата играчка кариера и не знаеше за изгубен надпревар, а со навивачите на Куманово оставија траен белег за златното доба на ракометот. Автор на отприлика 30-минутниот документарен филм за почетоците незината кариера во и надвор од Македонија е Маријан Стошевски.
кој работеше макотрпно повеќе од 5 месеци за целосна изработка и еден финален продукт кој ние сите заедно ќе го проследиме. Во филмот ќе бидат презентирани 20 говорници и ве покануваме да ги проследите сите фази, бидејќи филмот е изработен во различни 8 последователни фази, се до финалниот продукт на целиот тим кој учествуваше во изработката. Поради тоа го поканувам авторот да даде своје излагање, накратко, за она каква идеја имаше и што направи. Повелете, Сточевски. Добро вечер за сите присутни гости. Посебен поздрав за семејството од Црна Гора, Голубовиќ или Ѓорѓорич, не знам како да кажам, меѓутоа, јас денеска сум прилично возбуден и сум среќен што направив еден ваков интересен филм за една прекрасна жена, една прекрасна спортистка, а ќе ви кажам како се случи тоа. Пред 5 месеци бевме на прием кај градоначалникот и, благодарејќи, морава да го потенцирам, на нашите прекрасни ветеранки, кои сакам да ги поздравите со голем аплауз на Куманово, предводени од неуморната Лидија Илиевска. Лидија, ти благодарам што ги собра ветеранките да одиграат прв меморијален турнир во чест на Јасмина Голубовиќ. И од тука започна оваа идеја да направиме еден документарен филм за оваа наша прекрасна спортистка Јасмина Голубовиќ, или како кумановци ја викаат Јасе. 5 месеци работевме заедно со нашата екипа, направивме еден документарен филм кој се надевам дека ќе биде поттик за наредните генерации да го следат нејзиниот пример кој дава едно големо обележие во женскиот ракомет во Куманово. Колку што имам податоци, Јасмина има постигнато над 1000 голови и многу настапи во Куманово, пошто е апсолутен рекордер, и се надевам дека ние ќе се гордееме уште повеќе со оваа навистина голема ракометна звезда на Куманово. Не ми беше воопшто тешко да работам, затоа што знам за какво спортист се работи, за каква ракометарка се работи и пред се за каков голем човек се работи. По старите кумановци ќе кажат, Јасе беше една уникатна спортска личност на Куманово со која сите ние се гордееме ден денеска. Нема да должам многу во интерес на времето. Проследете го филмот заедно со Небоша Кипријановски и останатата екипа. Бевме во повеќе делови на Куманово, бевме и во бар. Благодарам за Милица и за Даниел што ме примија, што направивме и таму една репортажа, а благодарам и за сите соговорници кои се озваа да зборуваат за Јасе. А голема благодарност и до градоначалникот Максим Димитриевски, кој ни е главен мотор, ни дава подршка и вели само напред, тука сум јас позади вас. Го видовте и тимот кој што учествуваше во изработката и посебен поздрав и до нив, до Викторија Додевска, Небојша Кипријановски, се разбира Маријан Стошевски, сите учесници кои дадоа искрени излагања, навистина и емотивни, за да видиме и ние младите, кои што не сме биле доволно запознаени со незиниот лик и дело, што направила и докаде достигнала. Овој собир денес представува чести мал знак на благодарност за она што направија претходните доајени за Куманово во минатиот век и оставија добра подлога за понатамошните спортисти како да се однесуваат и каков пример да дадат за младината. Јасте ја остави обврска за спортските младинци, затоа што на голот пукаше со левата рака, а со десна ги криеше солзите по изгубен меч. За неја ракометот не беше само игра, беше начин на живот. Силна, емоционална жена, спортист со визија како треба да изгледа една ракометна звезда, како е да се биде пред се човек, борец, цврсто да стои на тлото на земјата и да засее семе кај младите и неисткајани таленти.
Овој филм беше снимен на многу различни локации. Не знам колку ги забележавте, но убаво беше интересно направена онаа истражувачка екскурзија, почнувајќи од Пиротска мала, од основното училиште Христијан Карпош во село Драгоманце, каде што има работено како врвен педагог, не она што е по вокација, претрчувајќи ги дружбите со нејзините браќа кои споделија своји спомени, понатаму во гимназијата Гоце Делчев, убавите средношколски денови, за да стигнеме до тренерот и живата легенда Стоемир Саневски, при тоа да се прошетаме до основното училиште Вук Караджиќ, каде што таму ги посведочивме устните излагања на учителката Миланка Зафировска, школскиот другар Ѓоко Крстевски и останатите великани на ракометот. Филмот рековме дека е под покровителство на градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски и поради тоа би сакала да ве поканам да имате собствено излагање. Повелете. Благодарам. Добро вечер, почитувани дами и господа, членови на семејството на Јасмина, драги кумановки и кумановци. Викав ја по кумановски. Пиротска мала е специфична сама по себе. Вика, раѓа људи кои су упорни до тврдоглавост. А кад е човек упорен, он постиза резултати. За моју среќу, и ја има задоволство тамо да израснам. Јасмину го знам како лик, али пошто сам 75 годиште, не сам имаја могуќност да општу и да се дружу с њума, али знам ги голубајци. Хармонична фамилија, како и сви тамо у Пиротску малу, поштуемо се, држимо се меѓу себе и оној што е специфично за тај дел од град, делимо се на 3 мале горња, средња и долња мала. Дел уче смо у Вук Караджиќ, друг дел у Толи Зордумис, али на крај на ден сви завршуе смо на 2 места. Од Сабајле, оние што можесва, идесва, слободно беше, у болнички двор таму можеше да се игра топка, а по пладне кад си отидесва старешине у дом на ЈНА, сега АРАМА, успеесмо да рипнемо ограду и да улегнемо на игралиште и да играмо кошарку, рукомет, имаше чуневи и тако дале. Прво да кажу дека сам горд што сам градоначалник на еден град у кој што има многу спортски великани, од кои што може да учи сви млади генерации, да се заблагодару на сви ентузијасти, прво ветеранке наши, рукометни легенде, кои што дојдева со овој иницијативу да ga почнемо овој меморијален турнир у чест на Јасмину, а после и на Марија, на Маку, кој што ипак сви тие негови идеи и иницијативи ги реализира до крај и на дело. Имамо у Куманово многу спортски великани и сакамо да ги испочитуваме сви, затоа што луѓе се уградиле у наш град и за наш град. И фала Богу, сви ми што смо живи и здрави ќе си ги спомнуемо за убави и позитивни работе. И на крај да кажу само дека фамилија што ни е вечер почесен гост у град, дојдена од пријателски бар, треба да биде горда на своји корени, кумановски корени. А наша обврска како град ќе биде да ga почитуваме лик и дело и на Јасмину и на многу наши спортски великани. Нека име вечна слава на сви и фала ти, Маријан, на тебе и на твој тим што го направисте овој прекрасен тим. Фала ви.
Сега би сакала да го поканам синот на Јасмина Голубовиќ, Даниел Ѓокѓурич, да излезе со свое собствено излагање. Повелете. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji i familijo, želim prije svega lično da vam se zahvalim i u ime moje porodice koju ste svi vi danas ne po prvi put učinili najponosnijom na svijetu. Posebnu zahvalnost dugujem gospodinu Marijanu Stoševskom i njegovom timu, rukometnim veterankama normalno, i lokalnoj samoupravi grada Kumova na čelu sa gradonačelnikom Maksimom Dimitrijevskim, koji su bili glavni pokretači ideje da moja mama, a vaša legendarna Kumanovka Jase, posle veličanstvenog memorijalnog rukometnog turnira, danas dobije film. Dragi moji Kumanovci, i svi vi koji ste učestvovali u ovom filmu, koji obiluje ljubavlju, poštovanjem prema liku i dijelu naše Jase, dali ste pravi primjer najljepših emocija koje treba da krase svakog čovjeka. Za moju porodicu je ona tu i prisutna je bila oduvijek, a sada će, zahvaljujući svima vama, uspomena na njen život i legat biti još prisutnija i beskonačnija. I znam da je sada od tamo gore naša Jasa još ponosnija na sve nas. Nakon ovoga mogu samo da kažem da su Kumanovci ljudi velikog srca, a srce je sada zaista puno. Hvala vam još jednom, na dobro vam se vraćalo. Ви благодариме за одвоеното време, драги пријатели. Се надеваме дека животниот пат и делото на Јасе ќе ни ја надополнат перцепцијата за едно минато, но не толку дамнешно време. Убаво време кое што ќе ни ја пополни сложувалката како да се гаи пред се љубовта кон сопствениот град, како да се биде локал патриот, како преку плодни професионални и приватни дострели ќе се дадат насоки за тоа како да се негува борбеноста и истрајноста, не само во кариерата, тука конкретно во спортот, туку и во животот. Пријатна вечер, пријатели. И поканувам Милица и Дадо. Има еден поклон, 2 топки со подпис на сите ракометарки кои настапувале со Јасмина Голубовиќ, да ги носите во бар и да ги чувате.